Како што најавив, дел од денешните вести е пратениот од Јане Мицевски, со него ќе поразговараме за предлог законот за ваучери. Добро дојдовте во вестите во Собраниската студија. Добре да најдов и моја е често да бидам денешен ваш гостин. Зашто конкретно се работи со овој предлог закон за ваучери? Со овој предлог закон се уредуваат условите и постапката за издавање на вредностни ваучери, кои ќе важат за сите студенти запишани на додипломски студии во учебната година 2025-2026 година во сите високообразовни установи во Република Македонија. Се работи конкретно за вредносен ваучер кој студентите ќе може да го искористат за набавка на персонален компјутер, таблет компјутер или лаптоп, односно пренослив компјутер во висина од 15.300 денари. Она што е важно да го кажеме кога е во прашање овој предлог на закон дека 55.000 студенти ќе имаат можност да го искористат овој закон, овој ваучер, со што ќе допринесеме за дигитална трансформација и подобри услови за сите млади во Република Македонија. Која е постапката со која студентите ќе може да аплицираат и кога тоа ќе биде? Веројатно ќе треба да достават некој документ дека се запишани на факултет. Така, студентите потребно е да поднесат барање за издавање на ваучер за набавка на електронски уред преку Националниот портал за електронски услуги кој го води Министерството за дигитална трансформација. Корисниците, односно студентите кои ќе аплицираат на овој повик, најдосно до 1 јануари 2026 година потребно е да аплицираат на овој повик. Вакви имаше и ваучери се доделува и порано и сега веројатно имате направено некоја анализа колку е ова добродојдено за студентите? Ова е еден од мерките кои оваа влада ги препознава кога се младите во прашање. До сега праксата покажала дека интересот е огромен на ваков тип на мерки. Да не забораваме дека владата предводена од ВМРО ДПМН веднаш по доаѓањето за прв пат во историјата реновира 2 студентски домови одеднаш. На сила беше и оперативниот план кој ги вклучува токму младите во државата, младите лица до 29 години, каде што исто така интересот беше огромен. Го проширивме и студентскиот оброк, кој до сега важеше само за додипломски студии, сега важи и за постдипломски студии, така да не застануваме тука кога се младите во прашање. Ова е само почеток, следуваат низа на закони и мерки кои ги опфаќаат младите во Република Македонија. И за крај ме интересира оваа мерка за ваучерите за 2025 година. Ова важи за 2025 година. За 2026 и другите години, дали имате предвидено мерки или тоа ќе се прави секоја година посебно? Да ги согледаме првин интересот и резултатите од првиот круг, се надевам доколку е прифатено од младите и доколку има значаен интерес, ние ќе ги поддржиме и ќе ги сите проекти кои се во интерес на младите во државата. Благодарам што бевте дел од Благодарам на можноста.